Кратки најави за денешниот дневник. Во Охридско угинуваат цели пчелни семејства како резултат на климатските промени. Охридската библиотека се ребрендира со нов визуелен идентитет. За 7 години бројот на ученици во државава е намален за 17.000, а бројот на студенти за 7.000. Апел од МВР до граѓаните да внимаваат на лажни е-пораки, фишинг линкови. Охрид домакин на завршниот мастерс квиз на Македонската квиз асоциација. Со дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид имавме умерено облачно, ветровито и свежо време со услови за дожд во попладневните часови. Максималната дневна температура изнесуваше 17 степени Целзиусови. Во среда, под влијание на циклонален систем над Пиринејскиот полуостров се очекуваат интензивни поројни врнежи, грмежи и локално невреме. Врнежи од дожд се очекуваат и во крајните источни и балтички земји. На централна и северозападна Европа времето ќе биде претежно стабилно. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и потопло со дневни температури кои што ќе бидат во пораст. Во источните и јужните предели зголемена облачност, локално со врнежи од дожд. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 18 до 24 степени. Во Македонија во среда, по свежото утро со пат на утринските температури кои што ќе се движат во интервал од 0 до 10 степени. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и потопло со пораст на дневните температури. Ќе дува умерен североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 20 км на час. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе се движат во интервал од 15 до 25 степени. Во Охрид во среда, по свежото утро и температура од 5 степени. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со локална облачност и максимални 19 степени. Во Охрид во четврток ќе превладува претежно сончево и потопло време со појава на локална облачност и со пораст на дневните температури. Во вечерните часови нестабилно време со врнежи од дожд. Минималната температура ќе биде во опаѓање и ќе изнесува 4 степени, додека пак дневната ќе достигне до 21 степен. Во петок облачно време со пообилни врнежи од дожд, ветровито и свежо време. Минималната температура од 6 степени, додека пак дневната ќе достигне до 11 степени. Во сабота во утринските и предпладневните часови врнежите ќе престанат и во текот на денот постепено разведрување со максимална температура до 10 степени Целзиусови. Доживеете врвен квалитет на живење во современиот Порта Скопје Бајадора. Стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи.
Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамара Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Во Охридско угинуваат цели пчелни семејства како резултат на климатските промени, сушата и недостаток на полен. Пчеларите порачуваат дека проблемот може да сеублажи до некој степен со заседување медоносни растенија. Но покрај климатските промени, пчеларниците годинава се на удари од кратци, велат од Сдруженијето на пчелари. Пчеларите во Охридскиот регион оваа година се соочуваат со масовно угинување на пчелни семејства. Смртноста во пчеларниците е од 30 до 100%, информира председателот на Сдружение на пчелари Охрид Наум Трпчески. Моje мислење, а и мислење на стручната фела е дека тоа се должи на сушата која го зафати изминатиот месец август, недостатокот на полен за одгледување на леглото, така да настана прекид на легло и немаме смена на генерации. Смртноста на пчелните друштва е во јануари, февруари или март, но и онаму каде нема голема смртност, имаме релативно слаби друштва кои тешко ќе се развијат навремено за да можеме од нив да репродуцираме нови семејства. Пчеларите се немојкни да го спречат угинувањето на пчелите, можат само да амортизираат до некој степен со засадување медоносни растенија, но климатските промени како да не се доволна мака. Пчеларниците се на удар и на кратци и на диви животни. Оваа година, за жал, на моје големо разочарување, имаме и кражба на пчелни семејства. Имаме големи загуби, нели, поради климатските промени и недостатокот на полен, а разочарува фактот што кражбата е неминовен проблем оваа година. Висококвалитетниот мед кој се произведува во Охридскиот регион се помалку го има, бидејќи опаѓа издашноста на пчелните семејства, но и за она што ќе се собере тешко се наоѓа пласман поради нелојалната конкуренција од увоз на мед, најчесто со лош квалитет.
Тоа е резултат на глобален проблем и на климатските промени. Како пчелари се соочуваме со бројни предизвици изминатиот период, фалсификуваниот мед како еден од главните предизвици. Економска логика нема да се продава на пазарите по 250 или 300 денари килограм мед, кога производната цена е далеку повисока од таа цена. Од тука апелираме до институциите на државата помасовно да вршат контроли. Поради проблемите со кои се соочуваат, пчеларите во Охридскиот регион ги надоградуваат своите знаења, соработуваат, учат како да се справуваат со предизвиците, действувајќи организирано во здружение формирано уште во 1974 година. На територија на општина Охрид и Дебрца има околу 350 активни пчелари, но радува фактот што во последните години има и млади луѓе кои започнале да се занимаваат со пчеларење. Охридската библиотека се ребрендира со нов визуелен идентитет. Новото лого го изработи уметникот Ласко Ѓуровски. Охридската библиотека се ребрендира со ново лого, нов визуелен идентитет, со цел да се оживее ликот на Григор Прличев. Автор е Ласко Ѓуровски, уметникот кој работи на реставрација на портрети од историските личности во земјава. Целта на новата визуализација е надградба и чување на македонското културно наследство, промоција на ликот и делото на Прличев. Преку ликот на Григор Прличев ние ги оживуваме и сите оние елементи кои ги содржи неговото дело и сите оние елементи кои нашата установа ги промовира, вашата установа ги промовира всушност во сферата на културата на нашава република, така да се потрудив да направам варијанти кои се применливи. Визуелниот идентитет кој го градиме заедно со установата содржи во себе елементи кои се доста символични. Самиот лик на Григор Прличев има една голема символика. Елементот на златниот венец кој се појавува негде во овие решенија исто така зборува за неговата величина, за неговото значење во областа во која работел, а дискретно во овие елементи употребувам и символ на градот Охрид, односно сината боја, која се провлекува на различни начини, например во боја на сина површина која се појавува во позадината на некои од овие решенија, исто така и син бран од вода кој го символизира езерото Охрид. Новиот визуелен идентитет на Охридската библиотека ќе се користи во официјалната комуникација на установата. Мојата идеја како треба да изгледа нашиот нов визуелен идентитет и идејата на господинот Ласко Ѓуровски беа буквално идентични и многу се радувам за тоа и едва чекав тоа да се реализира и дојде денот, утрешниот ден веќе ќе почнеме да го користиме нашиот нов визуелен идентитет кој ќе биде промовиран на секаков начин и користен на секаков можен начин од наша страна како национална установа библиотека Григор Прличев. Можам да додадам освен на излагањето на господинот Ласко Ѓуровски, дека исто така типографијата која ќе биде користена за нашето лого датира од 1566 година и таа е идентична и автентична и се користи од часословот на Јаков од Камена река. Токму и таму на тој фестивал ние добивме наградата за библиотека која афирмира најповеќе роднокрајни автори. Промоцијата на новото лого ќе биде на Денот на сесловенските просветители. Инаку Ласко Ѓуровски е дизајнер и типограф, креатор на идејните и ликовните графички решенија за изгледот на дел од македонските пари. Апел до граѓаните да внимаваат на лажни пораки, фишинг линкови. Секторот за компјутерски криминал при Бирото за јавна безбедност на Министерството за внатрешни работи периодов констатирал за честена појава на така наречени фишинг напади преку електронска пошта, во која се злоупотребуваат имињата на повеќе македонски компании, со цел неовластено прибавување на податоци од нив. Овие пораки лажно тврдат дека сте сториле повреда на авторски права и содржат фишинг линкови до наводна документација или барања за превземање на активности. Обидите за фишинг обично доаѓаат преку електронска пошта, но и од социјални мрежи, преку текстуална SMS, порака или со телефонски број.
Важно и значајно е граѓаните, односно компаниите, да знаат дека пораката не е испратена од вистинската компанија, да не кликнуваат на линковите или прилози во пораката, да не одговараат на пораката, да не споделуваат лични информации и веднаш да ја избришат пораката. Доколку сте примиле ваква порака или сте жртва на слична интернет измама, веднаш пријавите го случајот во најблиската полициска станица, апелираат од МВР. Образовниот систем во државава создава кадар каков што му е потребен на македонското стопанство, но проблемот е друг, демографски, вели министерската за образование и наука Весна Јаневска. За 7 години бројот на ученици е намалет за 17.000, а бројот на студенти за 7.000. Министерката за образование и наука Весна Јаневска на панел дискусијата Образование на иднината, градење лидери, мислители и иноватори во рамки на 14-тиот годишен самит на Македонија 2025 кажа дека образовниот систем во државава создава кадар каков што му е потребен на македонското стопанство, на индустријата, економијата, трговијата па и администрацијата, но проблемот е демографски. За 7 години бројот на ученици е намален за 17.000, а бројот на студенти за 7.000. Ние како нова влада се трудиме да го спречиме трендот на иселување и да го стимулираме наталитетот со квалитетни политики и мерки, рече Јаневска. Особено ме радува што се повеќе се зголемува општествената одговорност кај компаниите и тие сваќаат дека се важна алка во образовниот систем и без нивно учество во едуцирањето на младите, државата не би можела да создаде работна сила каква што тие очекуваат. Успешен пример на соработка е дуалното образование. Над 550 компании примаат деца на практична обука и нудат можност за нивно вработување по стекнувањето на дипломата, рече Јаневска. Говорејќи за квалитетот во високото образование и наука, Јаневска рече дека преку контроли на Министерството и на Државниот просветен инспекторат биле затекнати фрапантни ситуации, поради кои 13 приватни научни институти се затворени, бидејќи во најголем дел не работеле по закон. Рече дека има приватни универзитети кои постојат како трговски предпријатија и кои штанцале дипломи години наназад и дека владата им се спротивставила, но посочи и дека има и приватни универзитети кои навистина добро работат. Не сум против отварање на приватни школи, универзитети и слично, но секој мора да го почитува законот и уште поважно, тие да не се отвараат исклучиво за бизнис цели, туку со мисија на вистина да помогнат во подобрување на квалитетот на образованието во државата и да градат добро подготвени млади генерации. Мораме, наместо кон квантитет, да се ориентираме кон квалитет, заклучи Јаневска. Говорејќи за приоритетите на владата кога е во прашање образованието, Јаневска рече дека 3 клучни столбови го детерминираат квалитетот на наставата: наставни програми и учебници, мотивиран наставен кадар и инфраструктура. Охрид домаќин на завршниот мастерс квиз на Македонската квиз асоциација. Завршниот мастерс квиз за оваа сезона ќе се одржи во недела 25 мај со почеток во 11 часот во просториите на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид, информираат од Македонската квиз асоциација. Овој настан кој прерасна во традиција, по трет пат го носи елитниот квизерски дух на македонската сцена, токму во Охрид. Најдобрите квизаджи од земјава ќе имаат можност да ги одмерат своите знаења ни широк спектар на теми: култура, забава, историја, животен стил, медиуми, наука, спорт и свет. Секој учесник ќе одговара вкупно на 200 прашања, поделени во 2 дела со по 4 теми и 100 прашања, а времето за решавање на секој дел е 1 час. Автор на прашањата е искусниот квиз мајстор Мартин Мајк Петрески. Пријавувањето е отворено и сите заинтересирани може да го пополнат формуларот објавен на веб страната на Македонската квиз асоциација, а котизацијата за учество изнесува 150 денари. Ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Пријатно!